Утрински стихови од Библијата. 1 декември. Што е човекот? Кога ги гледам твоите небеса, делото на твоите прсти, месечината и звездите што си ги поставил. Што е човекот, за да си спомнуваш за него, или човечкиот син, за да го посетуваш? Псалм 8, 3 и 4. Човекот станал толку деградиран поради гревот, што му било невозможно сам по себе да дојде во хармонија со оној чија природа е чистота и добрина. Меѓутоа, Христос, ослободувајќи ги луѓето од законската клетва, можел да им подари божествена сила, за да ја здружат со своите човечки напори. На тој начин, паднатите Адамови деца можеле повторно да станат синови Божии. Природата сведочи за Бога. Приемчивиот ум, доведен во контакт со чудесата и тајните на Вселената, не може а да не го препознае делувањето на бесконечната сила. Земјата не ги дава своите добра, ниту продолжува да се врти околу сонцето од година во година, благодарение на сопствената енергија. Една невидлива рака ги води планетите во нивното кружење низ небесата. Таинствен живот ја проникнува целата природа. Живот што ги одржува безбројните светови низ бескрајот. Што живее во атомот на инсектот што лебди на летниот ветрец. Што го носи летот на ластовицата и ги храни младите гаврани што викаат. Што ја тера пупката да процвета, а цветот да стане плод. Во оние часови, што му доаѓаат на секого, кога срцето ќе изнемошти, а искушението жестоко притиска. Каде тогаш може да се најдат таква храброст и непоколебливост, ако не во онаа лекција што Бог ни заповедал да ја научиме од звездите во нивниот безгрижен пат?